Нелюбезноста прави да се чувствуваме лошо со себе, да едноставно сметаме дека со нас нешто не е во ред. Често тогаш е мислата и прашањето што мене ми фали, што не е во ред со мене, што другиот така се однесува со мене. Особено во тие релации работодавец работник се мислиме каде сгрешив. Елена, како си? Здраво. Можам да кажам дека сум добро, но ние психотерапевтите сакаме да покажеме можеби некогаш како сме. И денес луѓето многу често кога ги прашувате како се, кажувате наобично добро. Јас би сакала да кажам денес како се чувствувам и да покажам тоа како се прави. Јас сум денес многу возбудена, тоа го чувствувам тука во градите и некако ми има облик на некоја сина боја, некоја сина пеперутка која мислам дека ќе излезе денес вака во подкастот. Мислам е важно да се зборува како емоциите се во нас, а не само како ние сме добри, онака добри. Да, некојаш застанувам на само тоа добро без да размислиме. Ја мислам дека од кога почнем да снимаме подкастове веќе некоја година дена, секојаш сега кога ќе добиам тоа прашање, некој седен кој што не ми е или од човек или личност која што не се среќавам секој ден или ја запознавам, секојаш ми текнува баш на идејата и зошто го крстивме овој подкаст како си и подразмислувам подлабоко. Може не секојаш ќе му кажам како сум како што ти направи, ама барем ме тера да размислувам малце подлабоко за тоа како се чувствувам, што ме прави така да се чувствувам, кои ми се некои чувства внатре кои што моментално ми прават да се чувствувам на еден или на друг начин и интересен. Ако ништо друго експеримент ми е у последниве година дена. Да, и тоа е многу важно затоа што моменталните чувства, онака како ние во моментот се чувствуваме и што во нас се случува, ни помага да се справиме со моменталната ситуација, да се препознаеме, едноставно да бидеме во контакт со себе. Да. И тоа е многу важно и ако ништо друго ако некој не гледа и без разлика што ќе земе од оваа епизода во која што тек ја започнуваме, ако само тоа почнуваат да имаат едно по различно размислување за тоа како тие се или колку често се прашуваат самите себе како се или другите околу нив, тоа е успех за нас и успех за и валјда ќе променат ако ништо друго барем нечи ден. Секако. Супер. Да. За почеток да почнеме со на прво прашање, најтешко да извадиме од ред. Што за тебе представува ментално здравје? Да, благодарам на тоа прашање и баш размислував доста околу тоа. Нели има многу теории, многу толкувања. Најчесто менталното здравје се поврзува со отсуство на ментална болест, со благосостојба, когнитивно функционирање, но јас би рекла дека за мене најважен аспект на менталното здравје е способноста да се справиме со секојдневните ситуации, способноста за адаптација, способноста да секојдневието си го направиме на еден начин подносливо и секојдневието да го менуваме на начин на кој нас ни одговара, во смисла да живееме оптимално. Исто многу важен аспект на менталното здравје според мене се релациите што ги градиме, социјалната поддршка што ја добиваме, која исто ни помага во справувањето во секојдневието. Значи, оној аспект на справување со себе, со другите, со околината, со животните предизвици, успешното справување е ментално здравје за мене. Да. Од каде доаѓа таа, бидејќи ова ми е омилено прашање секојаш, зошто од каде доаѓа токму тоа размислување кај тебе и тебе би те и допрашал која е таа мотивација која што те натера да се занимаваш со тоа што се занимаваш денеска и да бидеш професионалец во областа токму на менталното здравје и каде се тие некои почетоци за тебе на тоа поле? Океј, да почнем од првото прашање. Зошто сметам дека адаптибилноста, односно способноста за справување е важна? Затоа што на секој од нас ни е важно, нели ние како личности, како луѓе се менуваме, растеме и се менуваме. Општеството е брзо, динамично, се менува постојано и ние секој ден влегуваме во некои ситуации. Кога ние имаме капацитет да се справуваме со тоа секојдневие, да се справуваме со тоа динамичности, да се справуваме со себе во таа релација со другите и со самите ситуации, тоа за нас значи дека ние сме способни, дека сме моќни, дека имаме капацитети во нас и можеме да живееме среќен и исполнет живот. Така доаѓа да имаме благосостојба, доаѓа да сме во баланс, доаѓа да сме когнитивно способни да функционираме. На тој начин јас го поврзувам, затоа сметам дека е многу важно. Да. А она што ме прашавте како е мојата идеја, јас
примарно моje образование е социјалната работа, која е многу директно поврзана со менталното здравје, но желбата да работам со луѓе, желбата да директно влијам на менталното здравје на луѓето, да некаде променам нечiji живот, ме води уште можеби од, не знам, од детство или од средно образование. Сакајќи тоа да го направам, одев на многу едукации, многу тренинзи, се што можев да најдам, да ископам од некаде, за да можам да се реализирам како професионалец. И затоа би кажала, почетоците се некаде можеби од, не знам, 18-19 година, но генерално како системски семеен психотерапевт, сега се уште под супервизија, почетоците ми се пред некои 5 години, кога се запишав во Институт Алтернатива, и сега веќе практично ја работам таа работа. Да. Колку работата што ја работише ти влие на менталното здравје и токму она што спомна, она како ние се справуваме со тоа што се случува околу нас, колку е за тебе тоа предизвик или пореве, како ти се справуваш со тоа? Супер прашање. Знаете, јас тука морам да ја цитирам една од моите менторки, кога вика, јас кога работам со луѓе, сум како акумулатор, се празнам, но се полнам истовремено. И буквално јас на тој начин се справам секојдневно, особено кога работам со клиенти и кога работам со луѓето кои имаат и социјални проблеми во една работа. Се справам на начин што нивните животни ситуации, нивните потешкоти, јас се обидувам да најдам решение, да им дадам нови перспективи, нови знаења, но истовремено нивните животни предизвици ги, да речем, преработувам во себе и размислувам како јас би се справила со тоа, и тоа некако ме прави посилна, тоа некако ме прави по искусна, да кажам, во сето тоа кога би имала таква ситуација, како би се справила. И сето тоа ме гради се повеќе, ме прави, спонтано ми дава едно чувство на себе ефикасност, на некое убаво чувство дека некому си помогнал, дека некому нешто си дал, си направил. Не знам колку бев јасна, но тоа некако така доаѓа. Едно е тоа што учам низ моите клиенти, а друго е тоа што секојдневно јас имам шанса да имам чувство дека некому сум помогнал, некому сум направил некоја промена во животот, или едноставно сум се обидела да дадам нешто од себе. Да, иако ништо друго, барам, тоа што кажа, само до тоа што одредено лично се поминува низ нешто, ти барем имаш можност да се ставиш во нивна кожа или да се преиспиташ кај сум јас сега во овој дел од мојот живот, од мојата личност, од моето обкружување. Јасно, и тоа исто многу се забележува кога се работам со клиенти кои имаат сличните животни предизвици како мене. Например, јас како мајка имам своји животни предизвици, како мајчински предизвици, како партнерка, како сопруга, како работник, сите мои улоги во животот имаат своји предизвици. И кога работам со клиенти со слични животни предизвици, како јас им благодарам на клиентите за тоа што ги носат на сесии, имам шанса да работам и на себе. Да, и неодамна имав можност да изгледам, мислам дека беше подкаст на Сајмон Синек, каде што токму зборува за тоа колку само помагањето на другиот тебе ти помага уште толку. Не е се, значи ти можеш, тој го вели тоа во контекст на менување лоши навики. Иако и го дава примерот со Alcoholics Anonymous, вика 12 течекој, последниот е да му помогнеш на некој друг да помине целиот овој процес. И само така ќе успееш да се излечиш или да го пребродиш тоа, да кажеш окей, сега се чувствам добар кај што сум, поради тоа што имаш можност да им помогнеш на другите, тоа ти помага тебе дупло повеќе. Без разлика што можеби некој дошол со проблем, само до тоа што ти си во можност да им помогнеш, тебе ти помага уште повеќе. Дефинитивно. И има исто едно правило, не правило, него ситуација што се случува кога даваме совети на луѓе, нели многу често, особено да не знаеме да даваме совети, ама да не си ги слушаме самите себе тие совети. Кога работам на сесија, јас се давам целосно, и клиентите кога носат такви предизвици, јас често си помислувам, па зошто јас не го послушам овој мој совет? Ајде да пробам и јас на тој начин, и на тој начин исто сама себе си помагам. Веројатно и на тоа мислел авторот кога вика последниот чекор е уште еднаш да ги помине тие фази, да види сам на себе како уште еднаш ќе си помогне самостојно. Не, многу е полесно да му дадеш на некој совет или да му кажеш како што од надвора, кога ќе го примениме тоа и кога ќе размислиме за каде сме ние. Многу е потешко да се стави во пракса. Да.
Да. Сигурно. Причината зашто сакавме да ни гостуваш е да поразговараме малку повеќе за љубезност. Навидум, кога зборуваме за ментално здравје, знам дека луѓе у старт одма депресија, анксиозност, не знам, нешто што е голема, забораваме на некои мали работи, како љубезност. И би го почнал тој разговор токму за ова како ти би ја дефинирала љубезност? Знаеш, интересно како викаш мали работи. Љубезноста, се чини дека е мала работа затоа што често ја забораваме. Забораваме дека се случува. Љубезноста е дело кое го правиме за некој друг, а не бараме ништо за возраст. Љубезноста се малите дела, малите актови, да кажам, малите чинења, кои ги правиме кон некој со добрина, со љубов, со емпатија. И тоа може да биде, не знам, од обично благодарам до некој силен голем гест. За жал, во денешното општество многу повеќе посветуваме внимание на тој силни големи гестови и тогаш знаеме дека некој може би бил или љубезен, добар или не знам. А кога се случуваат секојдневните работи, како на пример во нашава комуникација сега, климањето со главата или вашата насмевка, твојата насмевка е и текако дело на љубезноста, викаме па ништо, мала работа, а не е баш мала. Да, и тоа е токму ги забораваме оние мали работи кои што ни помагаат или мали под наводници работи. Тие го прават еден ден. Да, некојаш ја тоа го гледам највеќе во односите со другите луѓе, без разлика дали е пријателски однос, дали е со родител или брат, сестра, партнер. Да, ти можеш, не знам, еднаш во годината или неколку пати во годината за одредени работи да направиш некој голем гест, ама ако секојдневно ние не работиме на некој наш однос, дали со иницирање, дали со зборови кои ги користиме спрема нив или како се однесуваме кога сме околу нив, тие големи гестови нема да бидат прифатени на начини и токму тоа нема да имаат значење бидејќи тие не знаат секој ден. А сега еден ден од годината, ако не знам за Валентајнс, ако сите сме, не знам, направиме што е нешто големо. Утре дента пак ќе се чувствуваме лошо бидејќи личноста не сака или не иницира ништо или не сака да зборува со нас. Или може би не бил искрен гест на љубезност, иако сега сме во пресрет на 8 март, многу често се знае, има постови како јас не сум жена само на 8 март, почитуваме како жена 365 дена во годината и да, тоа е важно, но тие гестови на 8 март баш тоа го прават. Може да биде искрен гест кој тогаш се создала шанса да се случи, но може да биде гест со ајде да кажам симнување звезди и не знам какви скапи подароци, а да не значи ништо. Да, и е интересно како тоа влијае врз нас. И токму сакавме баш и за тоа да поразговараме колку љубезноста влијае врз нечие ментално здравје. Најдовме податок дека во истражување на Фондација за ментално здравје на Обединетото кралство добиле до откритие дека 63% од возрастните во Обединетото кралство се согласиле дека кога другите луѓе се љубезни, тоа позитивно влијае на нивното ментално здравје. Истиот дел на овие луѓе се согласиле дека да се биде љубезен кон другите позитивно влијае и на нивното ментално здравје. И од тука гледаме дека има многу поголема поврзаност. Сега да, е средина која што не е тука, ама мислам дека ако земеме и направиме некој истражување и кај нас, бројките ќе бидат слични. Ќе бидат слични, иако да зборуваме за Велика Британија каде што има друга култура, друг начин на изразување на се она што се случува секојдневно, но многу е поврзана љубезноста со менталното здравје, некако директна поврзаност има. Кога сме љубезни едни со други, кога правиме гестови без да бараме нешто за возраст, тој што е љубезен, да кажеме, ајде ако го земеме тоа како двостран однос. Еден е тој што е љубезен, прави љубезно дело, а другиот е тој што го прима љубезното дело. Тој што што прави љубезно дело има чувство на повисока вредност, има чувство на повисока на значајност, на вредност, не на повисока вредност во некоја периодна смисла, чувство на лична вредност, дека нешто добро направил, има чувство на му се зголемува среќата, му се лачат хормони на среќа. Има чувство дека остварува добри релации, има чувство дека некому помогнал и променил нечи живот, како што зборував претходно, со тоа смета дека направил значено дело кое можеби ќе се преслика понатаму. И тоа и така го подобрува менталното здравје, затоа што
љубезните дела едноставно му даваат чувство дека има значај, дека тој е значаен, дека тој нешто постигнал. Иако, за тоа не барал ништо за воздат. Тоа е нешто лично, негова автентично што го направил. А од друга страна, по оно што го прима љубезното дело, и како му се расположува денот, можеби навистина му се променува животот, исто му се лачат хормони на среќа, го гледа како модел на однесување кој би сакал да го прошири понатака, тоа баш како домино ефект може во едно општество да се расшири. И едноставно во релацијски, во тој човек кој му дава љубезно дело, ствара подобра конекција, ствара подобра релација. Комуникацијата им се подобрува. Сите тие односи се ствара зближување. Така. Да, и ако пак погледнеме од другата страна, нелюбезност, тоа уште толку негативно може да влијае врз нас и нашето ментално здравје, како сме денеска, како ќе бидеме утре, и не знам, ако одиме на работа каде што знаеме дека немаме работна средина која не прави да се чувствуваме убаво или удобно, или ако работиме за претпоставен кој што не е љубезен, која ти дава критика, ти ќе прифатиш критиката, можеби ќе бидеш поефикасен, може и не, ама твоето ментално здравје не е на некој добро ниво, и тоа после тоа нели води код отказ, води код промена на работна средина и кон доста други негативни работи. Не само позитивното на да се биде љубезен, туку и да се биде нелюбезен. Влијае негативно, дефинитивно. Затоа викам директна поврзаност има. Нелюбезноста прави да се чувствуваме лошо со себе. Да едноставно сметаме дека со нас нешто не е во ред. Често тогаш е мислата и прашањето што мене ми фали, што не е во ред со мене, што другиот така се однесува со мене. Особено во тие релации работодавец-работник се мислиме каде сгрешив. Нелюбезните коментари најчесто не се придружени со објаснување како да се подобриш, него се критики, нелюбезни критики. Што и како влијае и на ефикасноста, и на себепочитувањето, и на идејата за отказ понатаму, како што кажа. Да, јас секогаш кога размислувам за ова, кога бидејќи сум во некоја средина каде што најчесто сум со луѓе околу спортот и имам прилика секоја недела да гледам како тренер и играч однос влија, и после тоа ако и сум видел и самиот и знам како е кога едно дете од 15-16 години игра и цело време тоа што го слуша е дерење од тренерот, без разлика дали направил нешто добро или лошо. И оној момент кај што ќе направиш се добро, ќе направиш една грешка и ќе слушнеш за таа грешка цело време, без да добиеш некој супер направи ова, може да промени, туку само за тоа ќе слушаш и доаѓаш во момент кај што, не знам, сум бил со деца со играчи кои што не сакаат повеќе да играат кошарка. И не сакаат повеќе да се занимаваат со спорт, само ради тоа што никој не им кажал дека прават добра работа или добро изиграле. Да, не го прават они, не играат заради тие убави зборови, туку мотивацијата ја нема, мотивацијата ја губи и после тоа не може до спорт. Да. И она чувството на себе ефикасност исто го нема. Што веќе споделуваш лични искуства, еве јас можам да споделам искуство од мојот син 10 годишен, кој неколку пати проба со повеќе спортови друштвени да се занимава. Самиот однос со тренерот, он е чувствително дете, самиот однос со тренерот што е, како викаш, дерење, критика, имиња, кажување имиња, го демотивира. И тука некако ме наведува, ако си земам слобода малце да ја проширам темата на пофалбите. Некако ме асоцира тоа да го кажам. Ние сме општество во кое пофалбите не се баш многу добре дојдени. Мислам, историски гледано, да речам. Еве, ако размислиме како нашите родители не воспитувале, или дедовците и бабите како ги воспитувале нашите родители, ќути не го фали да не го урочиш. Пофалбата не била баш многу прифатена, иако сега тоа многу се менува и баш ме радува што се менува, но не често ја гледаме. И ако зборуваме критиката и пофалбата, критиката е многу почеста, а нелюбезноста секогаш се поврзува со критиката. Нелюбезноста е баш онака тонот на гласот, начинот на изразување, но изборовите кои ги кажуваме предизвикува ние да се чувствуваме лошо со себе, да немаме самопочит, да немаме мотивација, да сметаме дека нешто не е во ред со нас, а тоа е еден модел, еден начин кој не го пренеле од позади, така се гради, така се челичи ова дете. Да.
За жал е така, ама свекна сум што почнува да се менува. Да, и се менува сега ќе треба години и генерации да се промени целосно. Мене сега кога го зборувам, ми текна има книга пред неколку години имам прочитано Cultural Map, која што дава еден поголем инсайт во тоа какви се културите во светот, како функционираат и меѓукултурски односи и се тоа. Јас сум имал можност да бидам дел од тим каде што сме имале член од секој континент буквално и сме работевме заедно неколку години и беше интересно да се види на различните стилови на комуникација. Бидејќи ти можеш на некого да му дадеш критика, ама има некои држави на пример кои што го прават многу добро, кај што сега ќе седнеме Елена вака и вака, ова што направи беше супер, ова беше супер направи со ова, браво за ова, само ќе завршат со оно што сака да ти кажат што треба да промениш или да бидеш подобра или да немаш доволно добар перформанс во тоа. Ама нема у старт како кај нас и единствено да биде тоа ова не чини, ова не те бива за ова, треба да смениш ова. Не, туку ќе почнат и ќе ти кажат окей, од сите работи што ги имаш направено, овие се неколку супер што си ги направил, добро, задоволително. И после тоа ќе ти дадат критиката или ќе ти дадат насоки за подобрување за повеќе тоа. Знаеш, и во една програма за родителство во која работам, има баш лекција за пофалбите и често исто баш ме асоцирува како нас не воспитувале, знаат нашите родители да не пофалат. Знаат, ќе кажат ти си добар, ти супер ова го направи, супер ги изми садовите на пример, ама и ова ако го направише ќе беше топ. Да. А тоа што значи? Викаме добар си, ама не си добар. Твојна порака која ни дава пак лошо чувство. Ова што ти го објаснуваше баш онака кажување се што е добро и не завршување со ама, него можеш и тоа плюс. Да. Само насоки за подобрување, што е многу важно на тој начин да се срочи. Да, и многу е важно да се увоочат тие некои контексти од каде доаѓа сето тоа. Сега нормално некојаш јас знам во мојот однос со моите родители. Да, ја од нив очекувам да преземат иницијатива да зборат со мене или да работат на тој некој, ама јас во исто време сум свесен дека они немале таков пример да видат и да знаат дека тоа треба да направи, бидејќи никој до сега тоа не го направил со нив. И сега јас имам опција или да чекам они нешто да направат, кое што знам дека реално не, да, можеби нешто ќе се смени и ќе направи тоа, ама јас веќе кога сум свесен дека треба дали да бидам полюбезен, дали да земам да иницирам некој разговор кој што време е веќе да се има. Ја не треба да чекам на нив дека еве се они се родители, јас сум помал и они треба да направат тоа. Ја веќе сум имал можност да искусам тоа, сум видел подобри примери, сум гледал како што знам дека треба тоа да се направи. На некој начин некојаш и не е фер да чекам на нив кога знам дека живееле живот кој што го немале тоа, немале родител кој што седнал и го направил тоа со нив. Да, и немало кој да им покаже. Да. И од тука мислам дека еве кога зборуваме за љубезноста, за пофалбите, па и за нелюбезноста, мислам дека многу голем дел од и добрите и лошите страни доаѓаат од тие примери. Бидејќи ние можеме сега еве вака ќе збориме, некој може ќе нас слуша, ама ако ти тоа не го искусиш или не го видиш физички, пред тебе, многу е тешко да остане со тебе. Може ќе ти биде еве ова треба вака, ама тешко останува се додека не го осетиш и не го видиш како пример. Да, и тоа е уствари кога ние ќе кажеме дека ќе се однесуваме на малце по различен начин од родителите или од тоа што сме го виделе, тоа значи постојано подсетување да го практикуваме и постојано да менуваме модели. Постојано сме во борба со себе да менуваме модели, зашто потсвеста вика кажи едно, а ние правиме друго и затоа е силна борба, но е изводлива и е многу важна за генерациите што доаѓаат понатаму, зашто ние ќе го дадеме моделот на идните генерации, што е и текако важно. Да, еве сега ако треба да издвоиш еден, не знам, мал гест на љубезност или нешто што имало големо значење за тебе и што ти помогнало, еве сега конкретно зборим за ментално здравје. Дали имаш некој пример да ни дадеш? Размислував за ова, баш кога се спремав за темава, размислував кој е последен гест на љубезност што ми се случило и ми текнуваат многу.
Може би секојдневно ми се случуваат гестови на љубезност кои ми помагаат да го зачувам своето ментално здравје вака добро. Особено тоа го доживам да речеме од моите деца, особено од мојата 9-годишна ќерка која не секојдневно, ама многу често знае да на мали стикери ми напише мамо те сакам или да нацрта некое срце и така да се врати од школа и веднаш да ми го даде. И тоа е само една секунда и после таа секунда не е ништо, не се случува ништо. Но тоа и tekako има значење за мене. Тоа има значење да јас знам дека дента сум оставила некој печат кон тоа дете. Тоа е последно што се сеќавам. Но ако почнам наназад да се сеќавам, не знам, можеби на моите почетоци, можеби ќе се сетам на мојот професор кога прв пат работев на себе интегративна психологија кај професор Јанаков, кога постојано ни зборуваше за добрување. Често знаеше да зборува како луѓето е важно да добруваат, како глагол го кажуваше. Неговиот лик, неговиот однос према сите нас, мислам дека тоа е нешто што онака направи пресврт во мене за јас да се однесам на ист начин понатаму, да го работам ова што го работам. Пак доаѓаме до тоа сега што зборавме. Примерот е тоа што не менува на подобро. Ако го видиме тоа и мислам дека најчесто и клучно барам за тоа е кога гледаме ефектот што го има тоа на самите нас, на другите околу нив, многу е полесно да кажеме, па ја вака ќе правам. Да. Отколку да некој ги не ти треба вака да правиш. Да, но и ако тоа, викаме, се залепи за нас, значи ако тоа го препознаеме како автентично наше, дека го имаме и ние во нас. Јас можам да гледам, например, ти како го водиш овој подкаст, но ако јас автентично во себе ги немам тие вештини и таа желба, само ќе знам како се прави. А ако автентично за мене, викам, се залепи, и tekako ќе имам желба и ќе се мотивирам да сум уште подобра, можеби, и ќе ми остане секогаш врежана таа слика, тој гест, баш тој гест, ако неописливо е како се наслонува човекот и погледнува и со љубезен збор те поздравува. Толку ситен гест, а многу значаен впечаток за мене имало тоа. Да. Сега сакав да разговарам, имам една од темиве која што барем мене и дел од разговорот што би сакал да посветам е на тоа љубезноста кон самиот себе. Јас се сеќавам кога за прв пат почнав и тоа беше за време на ковидот, на самиот почеток, пред некои 5-6 години, кога за прв пат го имав тоа искуство да видам терапевт, да одам на психолог, да подразмислам подлабоко за тоа каде сум, што чувствувам. Едно од прашањето кое што го добив од психологот кој што бев тогаш беше, ако ти, знаејќи за се што знаеш за самиот себе, дали би си бил сам на себе пријател? И една од причините зашто во тој момент одговорот мој беше не, е токму поради тоа дека ја не знав како да бидам љубезен сам кон себе. Не знав како да, мене ми е лесно да бидам љубезен со другите и сега тоа сам го кажувам, не знам колку е точно, ама мислам за себе, сметам дека сум личност која се обидува да им покаже љубезност и да биде тука за другите, ама знам дека за мене тоа ми е нешто од најтешките работи што можам да ги направам. Така и колку е само тоа важно? Ќе се обидам да го сумирам ова што го зборуваш. Сигурно е многу тешко и за многу луѓе е многу тешко да се љубезни кон себе, односно да се така, да речам, да се прифатат себе си, да имаат добро чувство за себе, затоа што баш како што кажав, ние сме навикнати да сме критикувани. Навикнати сме да повеќе ни е природно да слушаме негативни коментари за себе отколку позитивни коментари за себе. А љубезноста многу често ја поврзуваме со тие позитивни коментари, позитивни односи, покажување на љубов, на емпатија. И она прашање што ти го кажуваш од психологот е баш колку ти се прифаќаш себе си. Колку ти сакаш да си сам со себе во една иста просторија. Да размислуваш за себе. Важно е да имаме идеја дека сакаме да сме си другари на себе, затоа што во друга ситуација ние сме некако ни се одделува тоа чувство. Некако се чувствуваме дека внатрешно сме едно, а надвор сме сосем поинаку. И тоа прави уште повеќе внатрешен конфликт.
Ако добро го разбирам прашањето, колку е тешко да се биде љубезен кон себе, сигурно е многу тешко ако помалку работиме на своите чувства, ако помалку работиме на внатрешен раст и развој, на она кои сме ние, на нашите релации, кога не знаеме, кога сме така баш одделени од себе, и така како е тешко. А со работа на себе, со инвестирање во себе, во своите когнитивни способности, емотивен развој, духовен развој, и како имаме после можност да кажеме, јас добар сум, може би, знаеш, може сам со себе да си уживам вака. Да, и тоа е интересно патешествие, кај што поминуваме и размислуваме токму за тоа, бидејќи некојаш и самото тоа што, барем ја тоа сум го применил сам со себе, кога јас не сум на чисто со самиот себе, кога ја не сум љубезен сам на себе, тоа не влие само на мене, туку влие и на луѓето околу мене. Бидејќи мене ми е, ама за други не, доаѓа до моменти кај што до тој степен тоа што ја не се гледам убаво или не водам грижа за самиот себе, тоа се пресликува во моите односи со другите луѓе. И на крајот на денот, можеби една од причините зошто сакам и зошто сум направил голема жртва некојаш и сакам да работам на себе, поради тоа што почнува да ми влие врз другите односи. И пак е тоа го правам ради не ради другите, го правам ради тоа што влие врз другите односи, ама барем сега работам самиот на себе. Работата на себе, уствари, тебе ти дава основа како ти да работиш и на односите со другите. Да. Од прилика така му доаѓа, затоа што од внатре доаѓа и како ние ќе правиме релации кон надвор. А кога не сум окей, да кажам, сам со себе, тоа значи дека не сум окей нити со другите. Секој коментар, секоја критика, или да не е критика, буквално секој коментар или израз на лице, може да го протолкувам на некој поинаков начин, на некако дело на љубезност или некако искрена намера. Малце ќе се навратам на истражувањето преска што го кажа. Сигурно е тоа важно во Англија, затоа што културата е таму да луѓето се по дефолт би требало да бидат љубезни едни со други. Многу често она општествена наметната љубезност знае да, ако е баш наметната, знае да предизвика конфликт. И како викаш, јас знам, за себе сметам дека сум љубезен човек, ама не секогаш така се чувствувам во себе, доколку тоа обстои, а не работиме на своите лични карактеристики внатре, ствара силен конфликт, затоа што ние сме, например, ако живееме во некој британско општество и постојано имаме важно ние за да обстоиме, за да се адаптираме во текот на денот, да сме љубезни со сите, може едноставно да не можеме да функционираме, значи буквално до ментална болест да дојде, затоа што ние не сме начисто со себе што сакаме, а не сме автентични во таа љубезност. Нашата автентичност е дека ние не се чувствуваме добро со овој човек, а ние мораме да се насмееме, важно ни е да кажеме убав збор, а тоа не го чувствуваме така. Да. И на тој начин е важно исто така за ние кога ги поставуваме тие граници, како ние ќе бидеме, како ќе се однесуваме со другите, да на љубезен начин некогаш кажеме дека денес не ми се допаѓаш, можеби, или не ми се допаѓаш ти, него не ми се допаѓа оваа твоја постапка. Оваа твоја реакција денес некако не ми се допаѓа, или те молам прекини, ама на еден љубезен начин. И тоа е многу важно. Да, во глава сега ми доаѓа изреката speaking truth with love. Да. Зборување на вистината со љубов, бидејќи не сметам и дека е љубезно пак на некој да му правиме лице или да му кажеме она што мислиме дека тој сака да ослушне или таа личност сака да ослушне, бидејќи на крајот на денот не знаеме тоа дали е така. Да. И ако ние им кажуваме нешто само за тоа да им направи да се чувствуваат подобро, или пак не им ја кажуваме вистината поради тоа што мислиме дека ќе ги повреди или ќе ги направи да се чувствуваат дали тажно, дали неудобно, не секоја што е и добро и влие негативно како на самата личност, така и на односите. Јас сум една од работите што моментално ги практикуваме, тоа е што кога поготово со луѓе кои што ми се блиски, им кажувам, сакам, имам нешто да споделам и од тебе ми треба ова. Не ми треба ми треба само да ме сослушаш. Не ми треба да ми кажуваш што треба да правам, не ми треба да ми кажуваш
зошто е тоа така, мене некојаш пообратното. Ми треба да ми кажеш што да правам. Да. Бидејќи не секојаш ни треба она што другата личност мисли дека ни треба. И затоа е многу важно сами да се поставиме од таа, окей, да ти ова сега ми го кажа, ама како можам ја да ти помогнам со ова? Така, и тука тоа е исто така дело на љубезност. Затоа што ние автентично прашуваме што автентично тебе ти треба. И го даваме она што навистина тебе ти треба, зашто ние искрено во себе имаме идеја дека сакаме да помогнеме или сакаме да дадеме нешто од себе. А не е она како што викаш, може да се изразам слободно, лицемерно правење некое дело за да постигнеме можеби некој статус или за да покажеме нешто или да некаде промовираме нешто за нас, а не е уствари автентично искрено. Да, бидејќи мислам дека пак проблемот со тоа ако не сме искрени, не сме автентични и личноста чувствува дека тоа го имам видено, не сакам да генерализирам, ама голем број, поготово во Америка, луѓе кои што се не знам ни како да кажам на македонски, ама кои што се нонстоп срекни, нонстоп задоволни, све им е супер. Токсична позитивност. Токму тоа, токсична. И ти во еден момент кога си околу нив вика, окей, што и да кажеш, ја не го перципирам бидејќи не мислам дека веруваш у тоа, да. И на некој начин јас како лично станувам циничен кон такви некои работи и гледам негативно. Да, они може стварно им е супер, стварно им е убаво, ама некој треба да се знае некој баланс или да се има некој баланс, тие некои граници за да можеме да направиме разлика како е без и со тоа. Ако е премногу, не е добро. Не е добро, односно затоа се вика токсична позитивност, затоа што дури и мислам дека во ова денешница општествено пожелно е, како да кажам, да важно е за тие што не гледаат, особено преку социјални медиуми, да сме позитивни, насмеани, срекни, се ни окей. И тоа го правиме и надвор, го правиме со секој еден. И затоа се вика токсично, затоа што тоа нашето такво однесување влие негативно на другиот. Другиот човек си мисли, па зашто како јас не сум постојано среќен? А тоа е невозможно да сме постојано среќни. Ние сме луѓе со спектар на емоции кои секојдневно ни се мешаат и во еден момент имаме неколку емоции во себе. Како што кажав на почеток, јас на почеток се чувствувам многу возбудена, чувствувам тука, ама ако ми дадевте 10 минути, јас ќе набрав не знам колку чувства и не знам на колку места ќе ги лоцирам во моето тело. Затоа што тоа е човековата природа. А кога ние се прашуваме како ја не сум постојано среќен, што мене ми фали, и јас кога не сум постојано среќен, не можам да сум постојано љубезен, нормално е. Некогаш ќе се тргнам, некогаш ми е важно да не сум во релација и ми е важно да не покажам љубезност, зашто тоа за мене во моментот е потреба. Затоа се вика токсично, зашто нас не труе, викаме не е нешто окей со нас. Да. А уствари е, да речам, лажна, односно не е природна. Не е баш природна. Да, и после тоа води до оној момент на поставување на некои нереални очекувања од односи, дали тоа ќе биде романтичен, дали тоа ќе биде другарски, дали тоа ќе биде однос кој што спомна преска родител и дете, и доаѓа до тоа да нашите односи стануваат се по негативни, лошо влијаат и на едната и на другата личност и немаме ни можност за љубезност, немаме можност за како да бидеме тука едни за други, како да се однесуваме едни с други, а тоа да влијае позитивно за нас. Позитивно за нас. Да. Односно, исто, односите тука кои ги градиме стануваат и површни. Многу површни, затоа што подлабоките ситуации каде што ние можеби сме и тажни и не боли, не ги споделуваме. Да. Бидејќи мислим дека никој не разбери, не слушали, нема да бидат тука за нас. Или нема да сме прифатени ако кажеме дека не боли. Да. Сега ако да бидеме малце поконкретни, добар дел од нашата публика и барем таргет со овој подкаст сакаме да развиеме и размислување и разговор за и околу менталното здравје кај младите, па ако треба да дадеш, не знам, 5 до 10 мали работи, наједноставни, најкорисни дела на добрина, на љубезност, каков совет би имала ти за оние што не слушаат? Може да издвојам многу дела на љубезност кои би ги дала како совет. Прв совет е младите да бидат автентични.
тоа што ќе го прават, да го прават автентично, и малце морам тука да додадам дека љубезноста и добрината се сродни, ама малку различни поими. Затоа што добрината е она што доаѓа длабоко од нас, како чувство, длабоко од нашите внатрешни потреби и чувства, а љубезноста некогаш може да не е целосно да ја чувствуваме, него е само начин на кој се изразуваме. Иако е исто многу важно. И сега, јас би кажала на младите да се автентични и доколку сметаат дека имаат желба да ја изразат добрината, да ја изразуваат добрината, а доколку немаат желба да целосно се добри во смисла да дадат се од себе за некого, доволно е да направат мали дела на љубезност, како, не знам, насмевка, љубезен збор, изразување благодарност, пофалба и тоа пофалба на однесување повеќе. Тоа е исто многу важен чин на љубезност, не пофалба на изглед и на материјално нешто, него на однесување, благодарност за нечи гест, како другиот се однесувал со нас, не знам, помагање на стари лица, исто е важно. Она што многу ми недостасуваше доаѓајќи на вака љубезност е да некој ти даде предност во возење, не знам, да почитувате пешачка патека, исто така дело на љубезност. Тие мали ситни дела кои секојдневието би го направиле за нас многу по-добро и по-подносливо и посреќно, охрабрувам многу да ги прават, да ги вежбаат, баш да ги вежбаат секојдневно. Да, дали има нешто што испуштивме, што не спомнавме, што би сакала да додадеш? Па мислам дека повеќето работи ги опфативме. Мислам дека ги опфативме. Да. Сигурно има многу да се шири, но... Ама мислам дека, барем оно што зборавме, јас знам самиот за себе дека дур ти зборуваше мене у глава, мислам, од она предска што збораше ти со клиент која си, ти размислуваш за каде си ти. Мене ова цело време ми се дешаваше док зборавме. Така што ја би завршил овде. И за крај само би те прашал кој е твоето прашање сега за оние што не слушаат? Колку бевте љубезни денес, поврзано со темата. И моето прашање е колку се грижите за менталното здравје, колку навистина автентично се грижите за себе, колку сте во контакт со себе и се грижите за себе. Тоа би ги прашала и би сакала да се запрашаат, односно да размислат длабоко околу тоа, така да си дадат еден час размислување. Можам и тука да цитирам, се вратам на претходното прашање што испуштивме, баш гледав некои цитати околу љубезноста, еден шкотски новинар вика, секој ден бидете малку пољубезни од тоа што треба. Тоа е некако како порака што баш може да се земе од оваа емисија.